Рокот за откуп на општествените станови е продолжен до 31 март годинава. Граѓаните кои не успеале до 31 декември 2010 година да поднесат барање за откуп на стан во општествена сопственост, им се дава можност преку продолжување на рокот до 31 март 2015 година да поднесат барање за откуп на станот, односно барање за пренос на правото на користење на стан до органот надлежен за вршење на работите од стамбено-комуналната област. Владата на Република Македонија донесе измени во Законот за домување, што се однесува за откупот на становите и преносот на станарското право. За откупот на становите се однесува за лицата кои што поседуваат акт за додолување или користење, или пак договор за закуп, заклучно со 16 мај 1998 година, а додека пак за пренос на станарско право може да извршат сите тие кои што имаат починат носите на станарско право, го немат решено своето стамбено прашање. Претходниот рок за решавање на тие два основи беше 31 декември 2010 година, додека пак сега е продолжен до 31 март 2015 година. Сите оние лица кои што нема да поднесат барање за откуп или за пренос на станарско право до овој период, ќе бидат накнадно известени после овој временски период од акционерското друштво дека имаат рок до 30 јуни 2015 година да си поднесат барање за закуп до Министерството за транспорт и врски или пак барање за откуп до акционерското друштво. Според директорот Маџаров, доколку се одобри откуп на станот преку Министерството за транспорт и врски, ќе биде со попуст од 70% од вкупната цена на станот. Ако пак се одобри откуп преку акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор, ќе се исплаќа на 180 рати со 7,2% годишна каматна стапка. Сите оние лица кои што нема да поднесат барање за откуп до 31.3, а ќе поднесат барање до Министерството за закуп, закупот ќе се одредува врз база на тоа колку примање има самото семејство, просечно, значи месечно примање колку имаат, ќе бидат поделени во 4 групи: лица во социјален ризик, лица со ниски, просечни и високи приходи. Значи, киријата ќе зависи од самите приходи, ќе се склучуваат договори преку акционерското друштво и на тој начин ќе се го регулираат своето стамбено прашање. Сите оние кои што ќе поднесат барање за откуп до акционерското друштво, значи ние ќе формираме цената врз база на методологијата која што имаме утврдено и цената, односно начинот на исплата ќе се врши врз база на тоа колку се исто така месечните приходи, односно дали имаат ниски, просечни или високи месечни приходи, ќе плаќаат 5%, 20% или 30% од вкупната цена како учество за купување на самиот стан. Останатата исплата ќе се врши на 30 години со 4% годишна каматна стапка. Подрачните канцеларии на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор до 31 март 2015 година ќе работат со продолжено работно време во понеделник, среда и петок од 8:30 часот наутро до 19 часот, се со цел да им излезат во пресрет на корисниците на општествените станови.